интересна за темата за која што спомнала, нејавното говорење и говорот на тело. Велика прашам твоја генерација сте сите тука, некои сте од крај, некои сте на самиот почеток. Јас сум Анастасија Илиевска и работам веќе повеќе од 10 години како новинар и пишам новинарство, телевизијско, документарно новинарство. Сега сум председател на Иванов школа за лидери алумни асоциација. Сите вие мислам дека горе-доле, освен тие што се бруцоши, исполнувате услови за да се пријавите на школата за лидери, која што веќе 15 години успешно функционира. И тоа се предавачи и од целиот свет и учесници од целиот свет, така што сме ве поттикнам и таму да се пријавите. И исто така сум специјалист во делот за јавно говорење, говор на тело, невербална комуникација и деловен бонтон. Меѓутоа, оно што мене ми е многу драго е што пројавивте интерес и ќе ви кажам зошто. Кога прв пат јас се соочив со потребата да изучувам јавен говор и говор на тело, беше некаде кога крајот на моето средно образование. Тогаш работев како волонтер во Црвениот крст и по успешно завршен проект бевме повикани на еден семинар да зборуваме, односно да се собереме вака млади луѓе да размислуваме за идни проекти, како да помогнеме на ранливи групи во општеството. И целта беше да споделуваме идеи, знаења, да се бориме со идеи, чија идеја ќе и идеја и визија за иднината ќе преовлада. Меѓутоа, јас имав еден таков страф од јавно говорење, што буквално се борев со нешто друго. Имав една невидлива рака која што тука вака ја чувствував, сигурно некој ја почувствувал исто така. И така ме влечеше надоле, не ми даваше да дигнам рака и да кажам збор. И уште една исто така невидлива рака која што ја чувствував тука на вратот и буквално ми го стегаше вратот, не ми даваше да дишам, почнуваше срцето да ми чука забрзано, рацете ми се потеа, образите ми стануваат црвени, не можев да смислам реченица како ќе ја кажам, иако длабоко во себе знаев дека имам знаење, имам идеи, меѓутоа тоа никако не можев да го искомуницирам. И се вратив дома од тој семинар буквално без да кажам ниту еден збор. И тоа беше голем неуспех за мене, голем удар за мене и од една страна свесност на што треба да работам и буквално сватив дека она што треба да го направам е треба да се изборам со тој страф од јавно говорење, ако сакам моите идеи и мисли да бидат слушнати. Ако не, ќе си кјутам и ќе си зборувам сама со себе во главата и ќе си ги комуницирам идеите само со мене. Она што го направив е работев на себе, посетив безброј обуки, работилници, прочитав книги, извештаи, истражувања за сето тоа и тоа не ми помогна туку така, затоа сакам да ви кажам дека ова што ќе го поминеме сега нема да ви помогне освен ако не одлучите да го применувате секој ден, барем по 10-15 минути во текот на денот, свесно да ја употребувате вербалната и невербалната комуникација и тоа да го правите на долг временски рок. И понатаму ми беше тешко, и понатаму ми трепереше гласот и ми се црвенеа образите, ама по известен временски период ја губи моките тој страф и едноставно ја ваѓате најдобрата верзија од себе. Денеска работам работа која што е јавна, каде што јавното говорење едноставно ми е секојдневие, а ништо од ова немаше да се случи ако не си го победев тој страф. Токму затоа ми е многу драго што сте тука и ова во суштина ја зборува и самиот момент зошто јавниот говор е толку важна вештина. Без разлика што и да студирате, каде да се ногете понатаму во животот, ова ќе ви треба, бидејќи јавен говор не е само оној говор што го говорат политичарите, професорите можеби, туку јавен говор е буквално секој говор кој што не го држиме самите со себе. Дури јавен говор е кога зборувате пред пријатели, јавен говор е кога одговарате на факултет, тоа е јавен говор, значи јавен говор е се тоа она што го говориме надвор од нашите мисли. И ова подразбира дека јавен говор е состанок, јавен говор е ова што јас сега го правам, меѓутоа јавен говор, како што кажав, и кога зборуваме помеѓу познаници, се запознаваме со луѓе, ќе одите на семинари, ќе имате друг ваков вид на работилници, може да ќе се видиме на самитот Македонија 2025, таму кога ќе зборувате со луѓе, кога ќе се запознавате, се е тоа јавен говор. И токму затоа ова е многу важно, бидејќи е дел од нашето секојдневие, а за жал многу малку внимание се обрнува и ако ме прашате мене, ова треба да се изучува уште во средно образование, за да може да не подготват за тоа што не чека понатаму. Сега понатаму.
Една работа која што сакам да ја запамтите дека повторувањето е мајка на знаењето, меѓутоа во овој случај повторувањето е мајка на совршенството. Што значи ова? Ова значи дека ако сакаме да си бидеме подобра верзија од себе си, доколку некој од вас го чувствува тој страв што јас го чувствував, единствен начин како да го победи стравот е ако константно се става себе си во позиција кај што му е непријатно. Ќе ви дадам уште еден пример. Кога почнав да работам како новинар, се сеќавам на првиот пат кога ме однесоа на настан и држев микрофон во рака, имаше политичар, му земав ми изјава и мојата рака буквално се тресеше вака. Јас не зборував, друг зборуваше, меѓутоа со самото тоа што јас сум во околу мене има камери, има луѓе и јас сум во центар на внимание, раката ми се тресеше и едва ја поставив прашање. Сакам да ви кажам дека не поминува ова туку така, поминува само ако константно работиме на себе си и константно се соочуваме со она што значи страв од јавно говорење. И ден денес ми се случува кога имам голем настан да почувствувам таа трема, многу ми не вела трема, меѓутоа тоа е возбуда во суштина. И доколку таа возбуда ја насочиме кон успех, односно ако бидеме сигурни, бидеме свесни дека сакаме да го одржиме говорот така како што треба, ќе биде успех. Меѓутоа ако стравот од јавен говор од она што другите мислат е посилен, тогаш дефинитивно ќе преовладува на другото. И уште една тактика пред да продолжам понатаму, дури кога гласот ми трепереше, зборував погласно. Ме разбирате? Како образите ми се црвенеа, викав, ќе помине и ова. И на други им било непријатно. Ништо што чувствувате не е туѓо, кога станува збор за јавниот говор, и ништо што чувствувате не го чувствувате само вие. 99,9 да не речам од луѓето кои што ги гледате да зборуваат јасно, гласно пред јавност, го поминале сето тоа. Меѓутоа не се откажале. Така што тоа нека биде како еден хайлайт на самиот почеток, бидејќи тоа што ќе го зборувам, би сакала буквално секој ден да си одвоите 10-15 минути каде што ќе ги применувате работите кои што тука ќе ги научиме, окей? Сега, има ли магична формула кога станува збор за јавен говор? Без разлика дали станува збор за одговарање на прашање на факултет, дали станува збор за презентација која имаме, многу е важно да имаме одредена рамка во која што ќе се движиме. Таа рамка можеме и да ја прилагодуваме во однос на темата на која што зборуваме, публиката на која што и се обраќаме, меѓутоа горе-доле ако ја задржуваме оваа рамка, може да бидеме сигурни дека говорот ќе има ефект, односно дека на тие што не слушаат можеби нема да им стане досадно, под број 1, а под број 2, пораката што сакаме да ја пратиме, ќе испратиме така како што треба. Што е магичната формула? Како што гледате има 3 букви А. Ова јас го прилагодував прв кога го пишував за публика која што беше мешана, значи и од странство и од тука, и затоа беше напишана на англиски, ама го оставив така затоа што го може да го запамтите како the 3 A's, односно 3 А, и ќе ги повторам на англиски, чисто онака за да ги запамтите токму по таа терминологија. Authentic. Ова подразбира дека треба да бидете автентични. Односно, започнете го говорот со ваша лична приказна, случка, лично искуство. И наместо да користите цитати од некој познат мислител или од некој нешто што кажал, искористете ваш цитат. Не буквално да се цитирате Анастасија рече вака и вака, туку кажете свое лично искуство. Кажете ваше лично гледиште на работите, раскажете одредена приказна. И тоа може да биде во било каква форма, може да го адаптирате на ситуацијата, меѓутоа бидете автентични. Самата автентичност подразбира дека вие ја разбирате темата за која што зборувате, односно имате свое мислење. Не само сте научиле нешто, сте цитирале, бидејќи многу лесно е сега да кажам некој цитат за јавниот говор и ќе звучи тоа супер, меѓутоа моето лично искуство е што дава тежина на целата моја лична приказна. Истото важи и за вас. Вашето лично искуство. Адаптирајте го без разлика дали станува збор за презентација, дали станува збор за можеби запознавање со нови луѓе, меѓутоа вашето лично искуство. Многу сме уникатни како луѓе, секој има своја лична приказна која што вреди да биде споделувана, а многу често не ни сакаме да се отвориме бидејќи живееме можеби во такво општество, меѓутоа не е така. Бидете, тоа не значи дека сте ранливи, туку сте буквално луѓе, имате свое искуство, своји емоции, тоа не е ништо страшно, туку напротив ви дава баш таква автентичност. Accurate е втората работа. За да дадете тежина на вашиот говор,
мора вашето лично искуство да го подкрепите со факти. Односно со ова ќе дадете тежина на вашата приказна. Затоа што ако ви кажам дека стравот од јавно говорење е страв број 1 во светот, и тоа е научно докажано и истражено, дека стравот од смрт е на второ место, односно дека луѓето повеќе би одлучиле да умрат отколку да застанат пред луѓе и да говорат, тогаш јас давам тежина на мојата лична приказна. Со ова, во суштина, ќе покажете дека автентичноста е базирана на одредени факти. Исто тоа, имајте го, но може да го адаптирате без разлика дали станува збор за презентација, меѓутоа важно е да имате овие три елементи, а подоцна ќе ви кажам и како може да си играте, да почнете со факти, па значи можете буквално овие да ги преместувате како и да сакате. Третата работа е action, односно да повикате на одредена акција. Вашата приказна подкрепена со факти што сега. Така, односно тоа подразбира дека покажете како се прави промена преку акција, ако е некој проблем, кој е вашето гледиште за решавање на тој проблем. Ако станува збор за да речеме еве на пример одговарање на некое прашање, така, тогаш ќе може да го кажете своето мислење за тоа како вие гледате на тоа прашање, повторно давате одредена акција, односно чекори кои што би го решиле, да речеме, ако ова е проблем. Ако е пак само одредени истражување некој да презентирате, можеби семинарска, тогаш акцијата може да биде што произлегува од тоа истражување, односно што откако сме ги добиле овие бројки, овие факти, односно што понатаму. Така што ова е во принцип, ако може да се нарече таа магична формула, затоа што ова буквално може да го прилагодите на било што. Може да почнете со како гледате дека може да речете на Македонија и е потребно поголемо учество на младите во носењето на одлуки. Тоа е акција, така, поголемо учество на младите, кое е решението на проблемот. Потоа може да кажете затоа што во носењето на клучни одлуки има, например, само совет на млади во општините, ама нема совет на млади во владата. Така, па ќе продолжите со да бидете автентични. Зошто? Јас сметам дека може мојата приказна, моето гледиште за решавање на нештата е тоа и тоа. Ме разбирате, можете овој начин на концепирање на говорот може да го прилагодите како вам ви одговара. Меѓутоа, многу е полесно ако имате ова рамка, да бидете автентични, точни и да повикате на акција. Или затоа ги оставив на англиски, зашто некако полесно беше за запомнење. Authentic, accurate and action. Трите А ќе ви помогнат буквално да концепирате тоа што ви е потребно во зависност од што е вашата подготовка за нештата. Сега, како да го подготвите вашиот говор? Една работа која што сакам сега да ја запомните, никогаш да не ја правите, е да не го учите напамет говорот. Да не учите напамет презентацијата, да не учите ништо напамет, бидејќи учењето напамет буквално не дава добри резултати на долг рок. И јас сум учила напамет, сите сме учеле напамет, сите сме guilty, но за работи кои што навистина сакаме да остават трак кај слушателот, нема да го учиме напамет. Може да ги учиме напамет, можеби точките на кои што сакаме да зборуваме, односно поентите кои што сакаме да им дадеме значење, сила или слично, меѓутоа нема да го учиме напамет. Особено нема да учиме напамет говор, бидејќи мал број на луѓе во светот може да научат текст од збор до збор. Ние сигурно не сме, ако е некој од вас супер, ама ретки се тие луѓе што може да научат од збор до збор се. Но што да направите? Прва работа која што треба да ја направите е да истражувате, односно да собирате информации, например, знаете која е проектната активност која што треба да ја работите. Така имате одредена тема на која што треба да правите проектна задача. Ќе ги прочитате сите можни истражувања, можеби рецензии, мислења, се што може да најдете на интернет, ќе го прочитате, колку повеќе имате информации, толку е тоа подобро. Нема информација која што ќе ви биде вишок. Не постои такво нешто, ќе ви кажам подоцна и зошто. Обидете се да добиете колку што е можно повеќе информации за дадената тема. Најдете на интернет се што има, денеска фала Богу, многу работи ни се достапни, но не заборавајте, ако успеете да најдете време, книгите не ги забораваме, прочитајте што може да прочитате исто така колку што е можно повеќе информации. Сега, најчесто ни се случува, ќе ги побинеме овие две фази, ќе си мислиме дека ќе седнеме пред лаптоп и сега ќе напишам се
и семинарска, и проектна, меѓутоа не иде тогаш, некако ни се блокира мозокот. Висима вас тоа случајно како буквално да имаме креативна блокади, не можам ни збор да напишам. Тоа е бидејќи ја прескокнуваме и ја помешуваме третата со четвртата фаза. Третата фаза, која што сакам да имате на ум, е да размислувате за темата. Значи, прочитајте се што може да прочитате, дали е тоа на интернет, во книги и размислувајте. Тоа значи дека ќе размислувате додека пешачите за некој факултет. Ќе размислувате темата. Ќе размислувате додека вежбате, ќе размислувате додека пиете кафе некаде во подсвеста, додека доручкувате, ручате. Ќе го искористите тоа време да размислувате за сите податоци кои што претходно сте ги поминале. Тоа ќе видите, ќе ви даде и можеби некои ваши гледишта, некои ваши размислувања. Меѓутоа дајте си време да имате простор да размислувате. Не запишувате, не седнувате, туку размислувате. Буквално се обидувате темата за која што сте истражувале, сте поминале одреден број на часови, денови, месеци, буквално да легне, да легне со вас, да стане со вас, да биде дел од она што вие сте. Тогаш, кога најмалку очекувате, ќе ви дадат добрите идеи. Буквално добрите идеи доаѓаат во најнеочекувани моменти, буквално може да се случи кога играме или кога сме излезени во град и тогаш да ни пројде некоја мисла во главата која што е добра идеја. Најдобрите идеи не доаѓаат кога ќе седнеме да пишуваме, кога ние сакаме, добрите идеи доаѓаат кога тие сакаат. Тоа значи дека кога ќе ни дојде добра идеја, добра мисла, ја запишуваме, не ја помниме. Мене ми се случи да имам една презентација пред некое време, каде што подготвувањето го имам направено пред извесен временски период и буквално запишував на едно тетрадче кое што сум запишувала како што сум стигнала без никаков ред, ништо подцртано, како што ми дошло, тоа изгледаше хаотично. Меѓутоа точно знаев што внатре имам ставено, која подточка, што ми требаше од тоа. И кога го извадив, не знаете колку ми беше лесно. Буквално само видов како сум размислувала кога сум ја читала кога сум истражувала за темата и буквално пола од презентацијата ми беше готова. Само седнав и го напишав тоа што треба. Бидејќи кога тие идеи кои што дошле од како сме размислувале, а претходно сме го поминале процесот на истражување, читање, тие идеи што ќе дојдат се наши идеи. И се резултат на процесот кој што сме го поминале, размислувајќи, информирајќи се за темата. И тоа ќе даде тежина и автентичност за оно што го говоревме претходно. Значи не мора да пишувате во тетрадче, отворете ноут, запишете веднаш, фала му на Бога, имаме нешто што буквално ни помага многу и ни го леснува животот и го носиме цело време со нас, а тоа е телефонот. Веднаш земете и запишете. Не чекајте да запомните, затоа што ќе ја заборавите добрата мисла, а таа добра мисла може да биде баш толку многу важна за она што ви треба. Следно е како правилно да го вежбате говорот. Како што рековме, нема да го памтите од збор до збор, нема такво нешто да правите. Ќе си земете на ливче, може да си запишете некои подточки кои што ви се важни, може да ви бидат тие како во вид на подсетник на кој што може да се навраќате кога и да ви треба. Но оно што сакам да го имате на ум е да се го користите телефонот најмногу што можете. Ќе го вежбате говорот со тоа што ќе се снимате. Ќе го земете мобилниот телефон и ќе го сте го вежбале така некогаш? Да? Не? Ве молам. Значи следен пат кога ќе правите, ќе си го отворите телефонот, ќе стиснете видео и ќе го ставите тука и ќе вежбате да зборите пред телефонот. Зошто е тоа важно? Тоа е важно заради тоа што ќе ви каже, ќе ви покаже како изгледате кога зборувате, дали користите многу слични такви додавки на говорот под број 1 и под број 2 ќе видите како изгледате, како е вашиот говор на тело. Нема да може да си дадете соодветна критика ако не ја поминете оваа фаза и колку порано ја поминете таа фаза, колку порано станете свесни за тоа како изгледате кога говорите, толку повеќе време ќе имате да си го усовршите сето она што ви е можеби недостаток, но и да дадете акцент на она што е ваша јака страна, бидејќи сите имаме некои јаки страни во нашиот карактер, начин на кој што говориме и тоа треба да ни биде нешто на кој што ќе му обрнеме внимание. Исто така вежбате пред публика, тоа не мора да биде публика како што да е голема, меѓутоа вашите блиски, дома, пријатели, но секогаш барајте фидбек. Секогаш барајте фидбек, нека бидете искрени,
има луѓе кои што нема да не бидат искрени, има луѓе кои што стварно ќе бидат искрени, нас ни требаат тие што ќе бидат искрени. И јас кога учев кога ги поминував овие фази, мој најголем проблем беше брзото говорење. Јас имам баба, мојата покојна баба, која што од 7 внучиња толку брзо говореше што ги кажуваше сите 6 имиња, од што и работеше така мозокот и на крај ми го погодуваше името, избореше пребрзо и тоа ни беше сериозен проблем. Кај мене е генетски, меѓутоа се учи полека да се научиме малку поспоро да зборуваме, ама немаше да го знам тоа, ќе ми беше нормално, ќе си живеев со тоа, се додека не сватив дека тоа е една од моите мани на кои што морам да работам ако сакам да изгледам мојот говор да е добар, да бидам разбирлива и да не правам грешки. Значи барајте фидбек и тоа барајте од луѓе кои што стварно ќе ви кажат што е така како што треба. Сега, како веднаш да ја освоите публиката? Најдобар начин како веднаш да ја освоите публиката е доколку најдете заедничка појдовна точка. Тоа значи дека заедничка појдовна точка е вашиот заеднички интерес. Ние како луѓе имаме горе-доле слични заеднички интереси во суштина на нашето постоење. Сакаме добро да живееме, да бидеме најадени, напиени, тоа е основата на нашата на она што значи природно преживување инстинкт, така што вртете се околу тие некои точки и уште една работа. Уште од самиот почеток предизвикајте неколку позитивни одговори. И тие позитивни одговори не мора да бидат во форма на да парашате нешто и да го добиете позитивен одговор, туку може да бидат констатации со кои што ќе се согласува публиката. Така, може да бидат констатации од типот на дали вие сте почувствувале некојаш страв пред да говорите јавно, така и ќе одговорите да. Не мора гласно да го кажете тоа, меѓутоа во себе си ќе одговорите да. Тука наоѓате една заедничка фреквенција со публиката и публиката ќе свати дека може да ви верува под број 1, под број 2. Тоа е местото каде што е вашата заеднички интерес. Во нашиот заеднички случај, наш заеднички интерес е да научиме како јавно подобро да говориме јавно и да користиме и вербалната и невербалната комуникација. Така тоа е нашиот заеднички интерес. И една појдовна точка која што на сите ни се случила е стравот од јавно говорење, што е нормален и е природен и е нешто на кое што може да се работи. Значи нашата заедничка точка се овие неколку работи. На овој начин буквално наместо да почнете да зборувате за некои други работи, пак кои што ќе одземат публиката од фокусот, ќе се сконцентрирате токму на оно што е заеднички интерес ваш и на публиката и ќе се држите на тоа. Сега, како да им дадеме тежина на зборовите? Сега ќе позборуваме за невербалната комуникација, бидејќи јас можам од сите вас тука да имам најлоша идеја, да речеме, или пак најлошо да имам научено нешто, или пак мојата презентација да биде најмалку спремна, меѓутоа ако излезам тука со самодоверба и ако знам тоа да го испрезентирам на соодветен начин и ако мојот говор на тело дава изглед дека сум сигурна во она што го зборувам, јас ќе добивам повеќе поени отколку било кој тука што се спремил супер, научил, се подготвил, меѓутоа ако говорот на тело говори дека е несигурен во себе, тогаш дефинитивно нема да ги добие потребните поени. Начинот на кој што ќе им дадеме тежина на зборовите е преку говорот на тело, интонацијата, односно начинот на кој што ги изговараме, односно дали ќе дадеме значење на некој збор или пак нема да дадеме значење на некој збор. Под интонација тука ќе ги, иако не е дел од интонација, меѓутоа ќе го ставиме моментот кога треба да направиме една пауза, можеби малку подолга за да оставиме таков некој драматичен ефект. Во делот на интонација сето оно што подразбира говорење. Говорот на тело е движењето на телото, гестикулацијата и уште еден момент, а тоа се фацијалните микроекспресии, односно оние гримаси кои што ги правиме на лицето. И сега додека говорот на телото и интонацијата се две работи на кои што може да влијаеме, односно ако свесно сакам да седам, да постојам исправено, и ако сум сконцентрирана на тоа дека ќе се исправам и ќе изгледам исправено, не подгрбавено и така млитаво, тогаш тоа можам свесно да го разбудам кај себе си и едноставно да се исправам. Интонацијата, кога знам дека сакам да оставам некој впечаток, односно да направам некоја драматична пауза или пак да го повишам тонот или да го намалам, тоа можам да влијам, така? Ама на фацијалните изрази не можеме да влијаеме. Бидејќи ако некој ни се допаѓа, автоматски ќе ни се расшират зениците. Тоа е еден природен инстинкт, некој нешто резултат на една дразба која што не можеме никако да влијаеме и таа ќе се случи сакале ние или не.
Исто така, ако некој не ни е омилен, ќе направиме баш оваа, или ако некој не е така одвратен, ќе направиме оваа гримаса. И не можеме тоа да го спречиме, колку и да сме добри, колку да работиме на тоа, ќе се појави во некоја наносекунда. Така што ова се, ако на овие две работи можеме да работиме, на ова не можеме, но добро е да ги знаеме кои се фацијалните изрази, што знаат и како да ги препознаеме. Но на другиве две дефинитивно можеме да поработиме и сега ќе ви кажам и како. Сега, моќта е во држењето на телото. Ова намерно така го кажав, бидејќи самата моќта која што имаме е во начинот на кој што се движиме и говориме. Меѓутоа неколку фотографии ќе поминам заедно и ќе се согласиме, ќе ги продискутираме како тоа вас ви изгледа. При тоа сакам да напоменам дека едниот во целиот животински свет, ние како животни, најпаметни, најинтелигентни од сите, најмалку свесно ја користиме невербалната комуникација. Сите останати животински видови ја користат многу свесно и тоа ги одржува во живот. Невербалната комуникација и нас не одржала во живот, односно со помош на читањето на невербалните сигнали, денеска сме стигнати тука во еволуцијата. Токму благодарение на начин на кој што сме можеле да препознаеме дали оно што го гледаме е тука да не убие во преисторијата, така, или пак ќе дојден да ни донесе некој поклон да размениме добра. Исто така, невербалниот говор, односно движењето на телото, фацијалните микроекспресии си првиот говор кој што го учиме, бидејќи бебињата не знаат да зборуваат кога ќе се родат, го учат јазикот преку слушање на тонот на гласот, интонацијата и движењата на телото. Бидејќи едно бебе кога ќе се роди не знае дали тој што зборува пред него зборува на македонски, англиски, турски, српски, албански, не знае на кој јазик зборува, ама го чита говорот на тело. Ако му правиме вака на бебето, ќе знае дека тоа нешто не е добро, ќе гледа нашиот фацијален израз, па ќе знае дека немој подразбира нешто што не треба да се направи. Или ако му кажеме ајде, дојди, така ќе знае дека е нешто добро, меѓутоа тој ќе ги чита први нашите невербални сигнали, интонацијата и константното повторување на едни исти гласови кои што ќе ги слуша, ќе го натера да го научат зборот. Така во суштина ние учиме да зборуваме, меѓутоа први учиме да ги читаме невербалните сигнали, движењето на телото и интонацијата. Да се навратиме на животинскиот свет. Што гледате на оваа слика? Се гледа ли добро? Тука многу јасно се гледа кој е жртва, така, кој е во доминантна позиција, кој не е во доминантна позиција. Животните кога се во позиција на жртва се обидуваат, или во позиција кога се послаби, се обидуваат да се ги заштитат виталните органи, вратот, делот на срцето, на стомакот, затоа што нели може да бидат гризнати и нивниот живот може да биде ставен во опасност. Она што го прави оваа хиена буквално се свиткува и се ги штити виталните органи. За разлика од другите две, каде што вратот е буквално оставен бидејќи се помокни, вратот се гледа, опашката е дигната, значи не се плашат. Исто оваа фотографија. Многу јасно се гледа тука кој е доминантен, кој е сигурен во себе, кој е моќен и кој е во позиција на жртва. Па ќе кажам, целиот овој волк е буквално како топче направен, има скриено се што може да биде скриено од витални органи за да не биде повреден и за да не биде ставен неговиот живот во опасност, за разлика од другиот, каде што јасно се гледа кој е доминантен, а кој не е. Така што и овие наши невербални сигнали ни помогнале да стигнеме до тука каде што сме во еволуцијата. Што прават алфа машијаците и алфа женките? Се обидуваат да фатат, да земат колку што е можно поголем простор околу себе. Односно, се отвараат, се шират колку што е можно повеќе. Например, пауните, кога ќе отворат опашката, се обидуваат да заземат колку што е можно поголем простор околу нив. Тоа го прават сите алфа животни, односно оние кои што се во позиција на моќ. Тоа го прават и лавовите, се обидуваат да фатат што е можно повеќе поголем простор околу нив. Тоа го прават и сите останати животни. Значи се обидуваат да земат што е можно поголема територија околу себе. Со тоа покажуваат доминација, односно дека тој простор е нивен, за разлика пак од оние кои што се во позиција на жртва се обидуваат што е можно помал простор да зафатат, што е можно
по-ситни, по-малечки да бидат и секако да не ги стават виталните органи да не ги отворат виталните органи за да не бидат загрозени и за да не бидат жртви. Исто и кај нас. Кога сме сигурни, кога говориме сигурно, се обидуваме да зафатиме што е можно поголем простор околу нас, отворени сме за гестикулација, не го криеме тој дел кој што ни е витален на нашето тело, не се плашиме да бидеме изедени, ако може така да се каже, затоа што сме сигурни во себе, мокни сме и знаеме што правиме. Исто е, да не сме многу различни, истото го правиме како што го прави животинскиот свет. И тоа е инстинкт, и тоа е природен инстинкт кога некој е мокен и кога некој е во позиција на жртва. Нели е исто? Ова е затворен став, дефинитивно. Значи, гледаме дека има спуштено главата доле, односно вратот си го штити пределот на срцето, виталните органи. Истото го прави и кучето. Се смалува, односно гледа да биде колку што е можно помалечко. Колку што е можно повеќе да се минимизира, да се намали, да не паѓа во очи, ако може да се каже. И ние го правиме истото. Или пак, ова е позиција на супер жена, супервомен, супермен, без разлика што и да сакате, истото го прават и лавовите. Така што воопшто не сме различни кога станува збор за природниот инстинкт, а тоа е невербалната комуникација. Бидејќи невербалната комуникација, потоа подразбира гестикулации, движење на телото и фацијални микроекспресии, тие се резултат на одредена дразба од надворешниот или од внатрешниот свет. Под надворешен свет може да биде некоја опасност која што ќе ја видиме, а под внатрешно може да биде некоја емоција која што ситуацијата, личноста бие предизвикала кај нас. И тоа е природен инстинкт за заштита, односно да се заштитиме. Истото и со фацијалните микроекспресии. Сега, да, и ово го имам тука, така што и мачето исто, со тоа што кај мачката овде, покрај тоа што се накострешува, се обидува да се покаже малку поголемо, меѓутоа стравот се гледа во собраните ушиња, опашката и нели затворањето на виталните органи, исто и со нас. Сега, како да ги држиме рацете? Ну, може ли едно пенкалце да добијам? Многу често гледам и тоа најчесто се случува, не знаеме што да правиме со рацете. Вишови се кои излагаме да зборуваме, не знаеме што да им правиме, или ќе ги прекрстиме вака, или ќе почнеме да чепкаме делови од телото, да играме со накитот, машките ќе играат например со коланот, девојчињата ќе ги фаќаат обетките, косата ќе ја местаат и така ќе изгледаат доста несигурно. Овие движења се движења како резултат на потреба од комфорт, од self-soothing, да си се, како да е соодветен збор? Да си се утешат буквално. Зошто? Бидејќи кога бебињата плачат, кога се во непријатна ситуација, бараат цуцла. Бараат прстот да си го стават во уста и да цицаат. Пак ќе кажам, се враќаме на бебињата и на животните, бидејќи тие ги има најприродните инстинкти. Ние не можеме да ставиме цуцла во уста, што е општествено неприфатливо, ниту пак да си го цуцаме прстот, а пак затоа може да си се галиме. Значи, нас ни треба self-soothing, односно да си се смириме во ситуации кога сме вознемирени. Токму затоа и си ги се галиме делови, се галиме себе си, делови од облеката, делови од накитот, нели? Се со цел за да си се помогнеме да се смириме во одредената ситуација. Истото може да се случува ако некој буквално и ова го прави, вака изгледа многу самоуверен, меѓутоа постојано вака си се гали и тоа е смирување на самиот себе и исто така е природен инстинкт како да си помогнеме себе си во ситуација кога сме вознемирени. Најдобар начин кога одите на презентација или на испрашување, земете пенкало во рака, бидејќи потребата да допираме нешто ќе биде врз пенкалото, а малку понестрашно изгледа ако си го допираме пенкалото, отколку да почнеме да чепкаме косата, делови од телото да се местиме, да се подместуваме, но нашата потреба да допираме нешто и да погалиме ќе падне врз пенкалото и тоа не изгледа воопшто лошо, напротив ќе делува многу по професионално и ќе изгледате посмирено отколку да
имате проблем да чепкате делови од телото. Така што пенкалото секогаш нека ви биде при рака, мене тоа многу ми помогна додека се научам што да правам со рацете. Инаку во суштина многу е добро да гестикулирате, да покажувате со рацете, да не стоите или вака да не стоите само и ова да го правите. Исто така ова е момент кога сме во позиција на жртва, се заштитуваме витални органи, па и тука може да се погалиме така на рацете. Важно е да ги имате во делот, во оквирот што е овој овде. Значи да ги држите тука и да ги стикулирате во ова рамка тука, значи околу градниот кош. Да не гестикулирате горе, тоа да не изгледа како да мафтате и да бркате муви, ниту пак доле, ниту да биде во оваа рамка. Верувам дека токму држењето на пенкало тука ќе се сконцентрира енергијата и нема да изгледате воопшто лошо. Многу често ги гледате политичарите вака знаат да ги држат рацете, јас овде направив намерно вакво едно срце, меѓутоа да ги држат вака рацете бидејќи ова прво во јогата, ова се мудри, кои што кога се допираат одредени точки си пренесуваме енергија која што ни е потребна за да издржиме во говорот, меѓутоа овака застанат политичар делува сигурно, самоуверено, како да знае што зборува, така што ова е една од најчестите позиции на рацете кои што ги држат. Сега, што ви покажуваат нозете? Исто така многу значаен елемент на кој што сакам да обрнете внимание е кога говорите, обидете се нозете да ги расширите колку што ви се широки рамењата, така и да се обидете баш онака цврсто да ги стегнете, додека се научите така да говорите кој што треба да ги стегнете, за да не си дојдете во ситуација да ги прекрстите. Зашто кога ќе почнете да ги прекрстите, автоматски ќе почнете да се нишкате. Едноставно не е природна позиција на телото. Ама кога ќе отворам ногата, не ми дава да се нишкам во оваа позиција, туку ќе ги буквално ќе ги стегнам нозете, ќе ги мускулите и за да можам да стојам поисправено и автоматски ова ќе ме натера да го исправам и грбот, да се исправам во целиот рбет. Но ако се вратам пак назад, пак истото ќе се случи, ќе почнам пак да цупкам во место и тоа не изгледа добро. Буквално изгледа како да сакате да си заминете и ви се оди во веце, наместо да треба да зборувате, така што ќе ги расширите нозете во ширина на рамениците и силно ќе ги ставите на земја. Нешто на кое што исто така сакам да обрнете внимание е каде се насочени прстите на стапалата, бидејќи каде се насочени прстите на стапалата, таму е фокусот на соговорникот. Ова може да биде во ситуација кога разговарате со некој што ви се допаѓа, некој можеби сте на делове на состанок за работа, ако не се свртени стапалата, односно прстите на стапалата кон вас, интересот не е кон вас. Значи може да зборува во ваков формат, ама нозете покажува дека сака да си оди на друго место. Зошто е ова така? Исто така е природен инстинкт. Нозете во нашата еволуција служеле за да не однесат таму каде што има храна, добар живот, а да не извадат од ситуација на опасност, односно на место каде што не сме сигурни и денеска го имаат истата функција, така што ако некој ви интересира дали му се допаѓате или не, гледате кај се свртени врвовите на прстите. Ова што сакам да го запамтите кога станува збор за презентација е ширина на раменици, цврсто држете ги нозете, може да се движите и напред, меѓутоа пак да биде во ширина на рамениците, враќајте се назад, но немојте да ги прекрстувате, бидејќи автоматски ова е неприродно држење на телото и не може долго да стоите исправени и нема да изгледате баш сигурно во овој начин на држење на нозете, значи само ги отварате, буквално ги држите цврсто и тоа е тоа. Значи како да ви се нозете, стапалата, корење и се обидувате онака буквално да ги пуштите корењата во земја за да стоите исправено и силно како дрво. Ете така нека биде да го запомните тоа. Сега, многу важна работа на која што исто така сакам да обрнете внимание дека облеката не го прави човекот, ама го прави говорникот. И овој мајте го секогаш на ум, особено кога сакате да бидете облечени за успех. Кога имате важен настан, секогаш запрашајте се дали вие сте облечени dress for success или dress to impress. Бидејќи голема разликата за тоа дали сте облечени некого да импресионирате или пак сте облечени за успех. Кога станува збор за облека за импресионирање, фокусот е на другата личност, на публиката, односно таму го ставате. Вие сакате некого да фасцинирате и најчесто dress to impress е кога сакаме да некој да се допаднеме на другата страна, меѓутоа многу често се меша со dress for success.
За Dress for Success подразбира дека тоа што ќе го облечам, ќе бидам професионално, ќе изгледам, ќе како за мојата фигура, ево утре заутре ќе идете на интервју за работа, значи тоа подразбира дека тоа што го облакате е пристојно за работното место, тоа подразбира дека е скроено како за вас, не ви е преголемо, премало. Ако ви е премало, ќе се поднаместувате, исто ако ви е преголемо, значи да сте облечени како да е скроено за вас и исто така да не биде со големо деколте за жените, за мажите секогаш да не бидат претесни фармерки. Најдобро е кога ќе почнете да одите на интервјуа за работа, да имате сигурна варијанта. Јас така почнав. Значи, тоа ми е униформа за врање работа. Добро ми стои, изгледа пристојно, го носам на сите места кај што треба да аплицирам за работа. И тоа ми е сигурна опција. Така што имајте сигурна опција, без разлика дали е за работа, имајте една сигурна опција и таа нека ви биде само за тоа. Dress for Success. Другото, облекувајте се како сакате. Во сите други, меѓутоа, кога станува збор за професионално, за секогаш одете на сигурна варијанта, нешто што ќе ве направи да изгледате, прво вие да се чувствувате самоуверено, бидејќи ако нешто ви е стега, ако нешто ви е поголемо, вие нема да се чувствувате самоуверено, а кога нешто добро ви стои, е скроено како за вас, ќе се чувствувате самоуверено. Сега, сакам да ги поминеме фацијалните микроекспресии, така имаме време. И зашто е ова многу важно, бидејќи сакам да ви дадам некои многу е важно да ги знаете, да ги препознаете. Ние некако со емоционалната интелигенција како се помалку ја даваме внимание и некако забораваме и да покажеме емоција, меѓутоа да покажеме искрена емоција. И кога ќе се најде таква емоција, многу често не знаеме ни да ја препознаеме. Меѓутоа среќа тага знаеме да препознаеме, тоа е нешто што е најосновно, меѓутоа овие работи дали знаеме да ги препознаеме. Презирот се случува и е многу силна емоција и во принцип не би сакале да ја видиме на соговорникот. Кога буквално еден дел од нашата уста на момент ќе се затегне. Тоа е тоа. И тоа не е добра фацијална експресија, тоа е презир и во суштина ако знаеме не е насмевка, значи не е насмевка, да не го мешаме со насмевка, туку е презир. И особено во ситуации кога некој не испрашува, кога сме на испрашување, гледаме како реагираат или пак на интервју на работа, не е добра. Значи не е ова насмевка, кој е презир. Многу е важно да најдеме начин како да ги препознаваме. Рутина и гнев горе-доле често знаеме да ги препознаеме, меѓутоа да обрнеме внимание на не се гледа, добро, изненаденост и страв, али да ги поминеме. Изненаденоста трае дури помалку од една секунда, значи буквално in a blink of an eye, ама ако трае подолго, вака долго време трае изненаденоста, таа веќе фейк изненаденост и не е реална, не е искрена, некој глуми изненаденост, кратко трае вистинската изненаденост и одвратност. Ова е исто така многу тоа е ваквата една гримаса која што ја има и ова е многу силна емоција и буквално не би сакале да ја видиме на наш соговорник, бидејќи е баш таква силна емоција. Како да ја препознаеме, исто така трае кратко, помалку од секунди, буквално изгледа како некој куче кој што сакува кога ќе заржува, така може да ја препознаеме. И ова е исто така силна емоција и сакам да им обрнеме внимание, ако напишете на Google и може да ги има и буквално видеа кај што брзо онака во помалку од секунда траат, чисто за да ги препознаеме. Доколку научиме да ги препознаваме фацијалните микроекспресии, многу полесно ќе најдеме начин и ќе знаеме во каква ситуација се наоѓаме и тоа ќе ни даде голема предност за да може да знаеме што мисли соговорникот и како да постапиме, може да се каже, понатаму. Така што мислам дека сакам да оставам време за разговор, така што ви оставам простор за прашање. Се што ви интересира, прашајте. Хвала ви. Да, ајде. Дали постои некои зборови кои што треба да ги избегнуваме кога живееме добро? Да, има и тоа највеќе прво секогаш зборуваме литературно, без разлика јас доаѓам од Гостивар и исто така имаме дијалект, други доаѓаат од други градови, меѓутоа ќе се обидеме да зборуваме што е можно повеќе литературно и да не користиме ниту пак скопски изрази, гостиварски, битолски, кои да се ќе зборуваме литературно.
Втора работа е треба да знаеме со каква публика, на која публика и се обраќаме. Јас овде користев изрази кои што се окей да ги користам за млада публика, кај возрастна публика, например, немаше да зборувам со одреден тон. Зошто бидејќи вие сте млади, можам да имам малку по пријателски однос, за разлика пак да имам некоја академска група која што буквално некои изрази овде што ги искористев или некои англицизми или некои такви сленгови немаше да можам да ги користам. Затоа е многу важно да знаеме на која публика и се обраќаме и во однос на тоа која публика, така да го адаптираме нашиот говор. Така што фокусирај се на публиката. Дали може да биде и млада публика, ама фокусот да и се едни работи. Па ќе биде непријатно нели да искористиме некој збор, некој израз, така што многу е важно да видиме на кого му се обраќаме и пред се да зборуваме литературно. И нормално пцовки, навреди, такви работи не се користат. Да. Слушала дека ако нешто не знаеме, не знаеме одговор на некој прашање, прво се даде да одговориме за да биде посуптилно, за да не почнеме например со не или не знам. Тук прво се да, не знам. Тоа сум слушала. Па да, не знам емоција. Што знам? Не ми поставил некој вакво прашање. Меѓутоа, мислиш кога некој би ве испрашувал на испрашување? Да, тоа не знам, но може да го научиме слично нешто, за да не биде однос со не знам, не слично. Многу помага ако не би препорачала да кажете не знам, обидете се нешто да кажете. Или пак еден од начините каде што ќе може да се повратите на оно што го имате, можеби научено или да се присетите и да го повторите прашањето. Повторете го прашањето и тоа ќе ви даде простор, чисто штенаш да го слушнете прашањето и да можете од негде од главата да извадите барем некој файл за да кажете нешто. Не би препорачала од старт да кажете не знам. Обидете се нешто да одговорите, па макар и филозофирајте малку нешто, чисто за да не изгледа толку дека ама не велете да не знам. Што да не знам некако не ми е соодветно. Повторите го прашањето, обиди се да извадиш нешто од тоа, ако успееш, ако не, следен пат ќе учиш, ќе мораш да поминеш таа фазата за подготовка. Ајде, сакам прашање да ми поставувате. Повели? Ќе се извиниш и ќе продолжиш. Да, ако е нешто мене ми се случува многу интересно, например кога водиме емисија во живо, секакви лапсуси може да се случат. Некогаш дури не треба, ако е лош изговорен збор, можеш и не мораш да се извиниш, продолжуваш понатаму, меѓутоа во ваква комуникација е окей да се извиниш. Така што продолжи. Извинете, моја грешка, наврати се на не е ништо страшно. Многу е важно да знаеме дека не е страшно да погрешиме. Мене последно ми се случи, тоа беше нешто после изборите во САД. Имав поранешен амбасадор на Македонија во Соединените Американски држави беше гостин и емисија во живо, мозокот ми работи во позадина, додека трае джинглот, сега се обидувам да го најавам и наместо да кажам, во подсвеста се мислам дали да му поставам прашање за тоа дека Трамп потпиша дека ќе се ваѓаат досијата за убиството на Кенеди, за Мартин Лутер Кинг, да ги поставам тие прашања. И почнувам да зборувам, велам добар ден, вака и вака го представувам, вечерва ќе зборуваме за изборот на Трамп Кенеди и си продолжувам да зборам. Се случува и не е ништо страшно. Грешки се прават и не се плашете од грешки. Не се плашете да погрешите, што на сите им се случува, никој не е совршен, апсолутно стравот од грешки е многу полош отколку самата грешка што би можеле да ја направите. Нема никој што не греши, така што не се плашете од грешки. Јас би препорачала правете колку што е можно повеќе грешки, така едноставно станувате посамоуверени. Да. Дали низ текот на годините поминува таа возбуда пред јавното говорење или секогаш е присутна? Така биде присутна секогаш. Меѓутоа од нас зависи како ние ќе се справиме. Сега сакам да ви пуштам едно видео, ако имам време. Само на друга презентација ми е, да ја најдам презентацијата. Да. Каде ми беше? 12 април изгледа тука. Ова видео е во суштина едно од најдобрите можни
начини на кои што ќе ви помогне како да гледате на таа возбуда и тоа во суштина се стекнува исто така. Сега ќе ви ја поминам ова е, ама во принцип истите работи се зборуваат, само адаптирано е за други. Да, нели? И сега ми отиде видеото. Како ја овде да го пуштам само во ова видео, да не вртам пак? А пушти го слайд, само слайд ќе укоре. Не, ќе пак одиме. Function F5 или Shift F5. Не, ќе ги поминеме уште еднаш. Размислувајте прашање, имаме време уште малце. Јас би сакала да останам многу подолго со вас, но имам една неодложна обврска. Мојата втора работа, еве го. Here's a trick to calm yourself down before a big event. Don't try to relax. Instead, visualize the experience going amazingly well. This works because the physiological experience of anxiety and excitement is nearly identical. The difference is the meaning you place on it. If you imagine the worst case scenario, you'll label the feeling as anxiety. But if you imagine the best case scenario, then your brain will interpret the feeling as excitement. Don't fight the energy that's there. Turn it into something useful. Тоа е целата суштина. Со тек на време таа трема станува возбуда. Буквално најважно е да не се плаши. Стравот ќе постои, таа возбуда ќе постои, меѓутоа кога ќе знаеш како да ја исконтролираш начините на кои што комуницираш, вербално, невербално, стануваш посамоуверен. Мојата самоувереност се стекна од како многу пати направив грешки. И секој пат кога ќе направив грешка, секој следен пат правев помала грешка. Па уште помала. Не дека престанував да правам, меѓутоа до еден момент кога буквално бев толку сигурна во себе што и да направам некоја ситна грешка немаше да ми да гаѓа. Затоа велам, не се плашите да погрешите, ќе погрешите еднаш, последен пат обидете се да бидете подобри, помала грешка ќе направите, се помала и помала и до еден момент кога таа трема, тој страв ќе прерасне во возбуда и буквално нема да ве парализира, туку само ќе направи да бидете подобри. Уште една работа што сите што работат во медиумија знаете дека многу подобро мозокот функционира кога сме во живо, кога треба во живо да говориме, отколку кога треба да снимаме прилог и имаме простор после да го испремонтираме. Зашто во живо нема многу простор за мозокот ми е во функција на готовност. Кога снимам прилог, знам дека можам да погрешам, ќе си премонтирам, ќе го исечам тој дел, ама вака немам многу простор, односно не сакам да погрешам генерално и да погрешам пак ќе кажам не е страшно. Меѓутоа знам дека сум во функција на мозокот ми работи поспецифично и не сакам во поголема готовност сум за успех. Така што само е потребна пракса и затоа реков повторувањето е мајка на совршенството во овој случај. Нема да бидеме никој совршени, дај Боже да бидеме такви, меѓутоа дури на Обама му се случува и на големи говорници им се случувало да направа некој лапсус и не е ништо страшно.